Сите знаеме дека кога ќе збориме за некого што работи во чаршија, се вика еснав. Да. Значи некој што работи во чаршија се вика еснав. И тоа кога дојдов во чаршија, тоа стварно го видов тоа, зашто многу малку има жени што работат овде во чаршија. Се наоѓаме од една од најневообичаените продавници или работилници, да речеме, во старата скопска чаршија, која ми остави навистина впечаток и морав да влезам и да се распрашам. Ова е Семра Рашити. Здраво, Семра. Здраво, јас сум Семра Рашити. Студирам архитектура, последна година сум во архитектура. Исто така студирам и уметност во Балканскиот универзитет. 23 години имам и може да кажам 3 месеци и пол има што имам отворена продавница во чаршија, во Стара Скопска чаршија. Зошто баш во Старата Скопска чаршија? Дали сакаш да започнеш нов занат што го немало некогаш? Па, као прво, јас сакав да отворам некој занат. Второ е дека гледав дека во чаршијата се отвараат кафичи, се отвараат нешто, бутици, но видов дека тоа вистинското што е за чаршијата почнува да го снема. Односно занаетот. Има многу занаети кои што умираат, но за жал не можам тие занаети да ги јас да ги вратам, но сакав јас некој занает, нов да речеме, нов занает да додадам во чаршијата. Така ме радува што има нови генерации што сака да го повратат, значи некои нови видови на занаети. Токму твоите се? Јас значи се бавам со неколку врсти на уметност, се бавам со калиграфија, почетничка калиграфија, се бавам со кна за рацете, која е од индиската култура, исто така и се бавам со муралното сликарство, каде што може да видиме тука во мојата продавница имам еден мурал арт, да речеме, што сама сум го нацртала. Исто и во чаршија има некои места кои ги имам нацртано. И по куки, по кафичи, по тоа имам нацртано. Значи правиш и нарачки според потреба на локал. Исто така правам и слики, калиграфија по исламска калиграфија, имам исто слики вака што се повеќе даваат некоја порака, значи јас се фокусирам повеќе на пораката да биде испратена на некого, него на стилот на работа. Исто така сакам да кажам дека јас почнав од муралното сликарство. Јас се бавев со цртање, но може да кажам кога почна пандемијата, немавме многу работа во факултет, дури почна со технологија да имаме средби по интернет. Додека тоа се случуваше, јас направив еден чалендж на себе. Значи, сета оваа идеја настана во екот на пандемијата? Да. Јас почнав, значи, чалендж на себе направив, по 8 сати на ден, или по 6 сати на ден, тоа ми беше да цртам, 6 сати или 8 сати на ден ми беше да цртам, тоа ми беше за мојата рака да не престане цртајќи. Зашто ако престане, сегаш кога не се прави, може тоа да има проблем после да продолжува. Кога почнав со тоа, исто почнав дома кај мене, дека сега се знае, се прават многу куќи, многу згради. Кај мене, точно кај мојата соба, се направи една куќа и ми го сопра погледот. Нема више поглед. Ти го блокираше погледот. Да, ми го блокира. И јас во џамот што ми е кај мене, во прозорот кај мојата одаја, нацртав нешто, нацртав еден поглед и тоа ми беше првата реакција од гледачите или да кажеме од моите
Што го приметија твојот талент? Да. Од моите следбеници што ми имаат во Инстаграм, од тоа беше првата реакција. Так. И после тоа почнав да идам во куки, да идам по семејство, да цртам и полека секој ден што цртав бев мотивирана да го мотивирана тоа да го работам, да. Така, значи да се навратиме на калиграфијата, Да. нешто што ми остави највеќе впечаток и највеќе што го има во твојата продавница. Кажи ми за тие што не се запознани, што значи калиграфија? Калиграфија е добро пишување или убаво пишување. Значи со калиграфија се пишуваат дали некои мотивацијски зборови или некакви зборови. Тоа е добро, убаво пишување, кога го гледаме ни создава поинакво чувство, да. Така. Има и гледам и дека и визуелно многу убаво изгледа. Калиграфијата нели ја има повеќе во исламската вера, во или различно во значи да не направам грешка. Различно е. Калиграфијата се дели на неколку дела, се дели на готска калиграфија, на англиска калиграфија, се дели на турска, ориентална калиграфија и исламска калиграфија, каде што со арапски букви се пишуваат реченици. Но повеќе тука што се користи е ориенталната калиграфија, значи може да видиме повише се користи имиња, значи кога ќе даваме на некој поклон, тоа е убаво пишување, секој сака своето име да го има. И со тоа, со убаво пишување се создава поубав подарок. Освен пишување во хартија, има и некои други продукти, во нив се пишува и со тоа се прави продуктот или декорот поубав. Како ги избираш правилниот тип на перо или нели како да речам пишуваш или црташ? Дали работиш со перо или кои се техниките на перо? Јас работам со маркери. Со маркери. Да, со маркери или со четка. Значи, знаеме дека калиграфијата дали со маркер се пишува со едни што се специјални. И со ова се пишува вака. Значи ова е некој вид на перо како Да. Се пишува исто и со четка, со боја, но пооригинална е ова. Важно за калиграфијата е да биде вака исечено, елементот што ќе го користиме да биде исечен и малце косо. И кога ќе го користиме ова, треба 45 степени од прилика да знаеме, да го држиме за да можат буквите или да кажеме и арапските букви да бидат значи формирани подобро, прецизно, да. Јас кога дојдов на почеток, сите ми се нудеа да ми помогнат, дали треба ова да направиме. Ако некој дојде и знаеш, женско си ипак, ако дојде некој со лошо нешто, ако се да те заштити, да ти помогнат. Да, тука сме ние, ми кажува, и тоа многу ми вредеше. Многу е тоа нешто позитивно тука во чаршијата. Верувам дека има братство и единство и секогаш го имало во старата чаршија. Секогаш го има, да. Кои стилови на калиграфија се најпопуларни? Најпопуларни е... Што бараат повеќе од тебе? Најпопуларна е ориенталната калиграфија. Тоа и го бараат од мене, и исламската калиграфија. Има некои продукти, некои слики, се извинувам, тука во продавницата, што може да се видат и се работени со исламска калиграфија. Уште нешто сакам да кажам за калиграфијата, дека пред неколку години тука имаше еден професор од Турција што учеше многу, да речеме, студентки, учеше по калиграфија, но за жал јас не можав, не беше тогаш периодот за да одам и да учам од него, но неколку пати сум го видела како он си црта, како си пишува, и со тоа што сум видела од него и со тоа што сум видела од видеа, со тоа научив да пишувам калиграфија. Жал ми е што немам професионално обука, немам тоа. Но полека ќе го земеш ти новиот занаат на новите генерации. Полека човек додека работи се усовршува.
Ти благодарам многу, Семра, за ова инспиративно интервју. Ви благодарам и на вас, ми беше чест да бидам во вашата емисија. Фала.